И ова е вистинско време за последниот разговор за ова утро. Ке зборуваме за една интересна тема. Ви кажав веќе и на почетокот, ке зборуваме за менопауза, нешто што ги интересира повеќе жените во моја возраст. Меѓутоа ги интересира и мажите, сите оние кои што имаат сопруги, жени во менопауза. И ова е еден процес, еден период низ кој што минува жената, кој што трае подолго време. Ете тоа ќе го објасни и нашата утринска гостинка. Тоа е Љубица Трифунова Ѓоргиева, инженер, нутриционист и специјализант по фитотерапија и суплементација. Љубица, добро утро. Ви благодарам што утринава сте наша гостинка, што ја прифативте нашата покана. Ке зборуваме за менопауза, потоа што ке зборуваме за еден настан кој што се случува во недела во Велес, насловен со како име менопауза без маска. На овој настан ќе учествувате вие, нутриционист, психолог и гинеколог. Значи дека од сите три области кои што ни се потребни на нас жените кои што минуваме низ овој период, ајде за почеток да ни кажете за каков настан станува збор и кој се ќе земе учество покрај вас. Добро утро, Ирена, и на вас. Пред се срдечно ви благодарам на поканата и на самото приметување на настанот, кој што верувам дека од големо значење за сите жени. Компарацијата на насловот менопауза без маска не дојде случајно, туку дојде од моментот дека сите жени во периодот на перименопауза и менопауза можеме да се поистоветуваме дека за време на работа, за време на обврски носат некоја маска. Се во грџ во целиот сам процес. Меѓутоа, кога ќе останат сами со себе, маската буквално се симнува и паѓа и тука почнува да се случува бура од емоции, почнува изливи кон храна, посегнување по храна, почнуваат и некои здравствени проблеми со самата менопауза и слично, па така да под таа асоциација настанот го насловивме менопауза без маска. Значи ќе зборувате искрено за она што минува секоја жена во периодот од менопауза. Тоа е неизбежен период, процес на старење или одење, преминување од едно доба во друго доба. Кажавме дека ќе има нутриционистот, тоа сте вие, да ги споменеме и останатите две учесници, психолог и гинеколог. Целата иницијатива почна од доктор Виолета Николов, она е специјалист по гинекологија, која што во прва рамка она се среќава најмногу со жените секојдневно во перименопауза и менопауза и ги забележува од еден стручен агол сите нивни промени. Меѓутоа, како што вика доктор Виолета, нема потреба сето тоа да биде под маска, може да биде тука јасно и гласно кажано, затоа што за секоја симптоматологија, за секој проблем има практично решение. И тоа е една фаза која што е многу нормална и која што сите од нас ќе се соочат со таа фаза и треба да се прифати сосема спонтано и природно, без никакви грчеви или осудување од страна на околината, кое што може да бидат и психички многу тешки од страна на жените во менопауза, па затоа тука ни е и гешталт психологот Тијана Ивановска, која е навистина експерт во незината област и знае да ги препознае сите тие работи. Иначе целата идеја дојде толку спонтано и толку наивно, затоа што сепак и ние три сме жени. Сами со својата струка, јас како нутриционист, можеби знам како да си помогнам со исхраната и со одредена суплементација во одреден период од животот, но што правиме со емоциите? Со емоционалната подкрепа, состојба кај жената. Затоа е тука Тијана како еден член од нашите колешки, од нашиот тим. И секогаш тоа се телефонски наши разговори. Ова ми се случува. Или доктор Виолета ќе се јави. И сакам јас дословно, ми мина веќе ме фаќа перименопауза. Кажи ми, деме, која препорака ќе ми ја дадеш? Или јас се соочувам со гинеколошки прегледи, како секоја жена редовни. Она ми е тука прва поддршка и прва рака. Самата идеја почна од нас самите. Дека ние мораме да гледаме перименопаузата и менопаузата од три различни аголи и аспекти за се да биде комплетно и целосно. Сега настанот се случува во Велес, во недела, со почеток во колку? Во 11 часот, ќе трае до 16 часот. И ќе се случува каде поточно?
во хотел Гарденија ќе се така. случува настанот. Значи овој настан ќе го дискутираме, нели, ќе разговараме за него. Меѓутоа неговата цел не беше да е од широки размери и да е некое класично предавање каде што ние ќе вртиме слајдови и секој ќе си ја каже, нели, својата експертиза на самиот настан. Туку како е замислено? Има многу поразличен концепт. Замислено е тоа да биде во поинтимна, позадушена средина со 15 на жени максимум, кои што тој ден ќе си го посветат исклучиво сами на себе. Не е само едукација и предавање, туку возможивме користење на спа центар, каде што конечно жената ќе се осети, нели, како жена. Обезбедивме бесплатна масажа на лице со специјални масла, со ароми и со слично. Обезбедивме многу изненадувања подароци за нив, за нивната, нели, моментална состојба, како поддршка од суплементи, исто фито некои препарати и слично, здрави оброци и дружење. Целта е замислено, значи во 4 зида, кога ќе се собереме ние 15 до 20 жени, секоја да го сподели својот проблем и индивидуално да се пристапи кон нејзе. Значи целосно да можеме да дадеме практични решенија, а не само, нели, класични предавања. предавања. Значи има доволно, да се обрне доволно внимание на секоја жена. Од 11 до 16 часа, тоа се веќе 5 часа, значи доволно време треба жените да си одвојат. Имате уште 3 слободни места. Да. Како може да се аплицира, ако има заинтересирани жени кои што би сакале да ви се приклучат на настанот, како да ве контактираат, како да аплицираат? Значи слободно може да го најдат мојот Инстаграм профил. Кажете го кој е? Нутриционист Трифунова ГЈ, значи слободно може да го најдат. Тука има линк за пријавување, има и наши телефонски броеви контакти, така да може и лично да не побараат. Дали мене, дали доктор Виолета, дали Тијана, кај да се обратат, нема да сгрешат. Да, ќе бидат прифатени и ќе си имаат убави 5 часа поминати во хотел Гарденија во Велес, ќе си посветат буквално ден за себе. Така. Мора да е жената во менопауза? Не мора жената да е во менопауза, затоа настанот е перименопауза, менопауза, па и постменопауза. Постменопауза е веќе период каде што долго време жената нема циклус и тука се соочува со најразлични здравствени проблеми, па и психички, психолошки проблеми. Така да сите жени кои што се над 30 години се добродојдени, затоа што се збори за некој временски период каде што ќе ги спремаме кои се првите знаци и симптоми на таа перименопауза и што да очекуваат, да не дојде ново, да не дојде шокантно и како практично да ги облажиме сите тие симптоми. Имаме и фотографии, ова се фотографии од претходни ваши настани. Ова е настан кој што е прв пат се организира, значи од вас, од овој стручен тим на луѓе, со 15 на жени во перименопауза, менопауза и постменопауза. Еден убав ден, убаво дружење на една целна група, да кажам, за жени со исти проблеми. Сега, она што би сакала да ве искористам како нутриционист, меѓутоа имате големо познавање и во исхраната, она што не засега нас жените во менопауза, и самата кажавте, тоа е, значи, исхраната, вие сте и специјализант по суплементација. Кои суплементи се важни за жената во менопауза или можеби каков тип на исхрана? И како да не се зголемат килограмите, некако несвесно самите кажавте дека сите некако посегнуваме по храна, дали имаме проблеми, немаме проблеми, некако бараме утеха во храната и тука се зголемуваат килограмите. Пред се секоја жена би требало индивидуално да се следи, нели сите ние за себе сме собствена приказна и не можеме да генерализираме. Пред се би алармирала да не посегнуваат по се што ќе прочитаат или по се што е актуелно во денешно време на интернет, бидејќи многу од тие жени примаат хронична секојдневна терапија, како на пример терапија за притисок, терапија за намалување на масноти, терапија за тироидна, така, тие се најчестите, нели, проблематики. И со тие медикаменти кои што ги примаат како нивна хронична терапија, премногу суплементи не одат заедно.
може да направат или да влошат состојбата, или воопшто редовната терапија да не делува и слично. Така да пристапот мора да биде индивидуален. Меѓутоа, сега кога збориме за исхраната, сите жени во овој период почнува една состојба која што се нарекува саркопенија. Може би звучи страшно, меѓутоа тоа е само термин и воопшто И значи што? И значи дека нашето мускулно ткиво многу побрзо се разградува отколку претходно во помладите години или кога естрогенот бил на повисоко ниво, кога сме биле во репродуктивниот период од нашиот живот. Со самото намалување на естрогенот почнува да се намалува и мускулната маса. Па така да тука би алудирала дека треба да се конзумираат многу повеќе протеини, со тоа што да се внимава на квалитетот на протеините, на искористливоста на протеините и секако редовните оброци. И затоа велам, не сум тука сама, еве јас како нутриционист, може би жената ќе практикува све што ќе јаде, меѓутоа во даден момент ќе треба психолошка поддршка, може би нема да може да го издржи цел процес. Треба редовно да иде на гинеколошки прегледи, да ја прати целата ситуација. А кога станува збор за суплементи, еден само би напоминала тука, тоа е витамин D3, затоа што генерално како нација и како население сме дефицитарни на витамин D3, а како одминуваат годините, се така ни е повеќе неопходен за хормоналната равнотежа, за здравјето на коските и за слично. Меѓутоа има една грешка која што ја прават пациентките, зимајќи го на своја рака во менопауза и во перименопауза, витамин D3 може да таложи калциум во нашата крв. Со самото таложење на калциум доаѓа до калцификати по артериите, значи кои што може да бидат и загрозувачки по здравјето. Секогаш витамин D3 треба да се зима заедно со К2 за правилен транспорт на калциумот. Да, сега дали ова што го кажавте земање на D3 со К2, дали тоа треба да биде сепак во консултација со доктор под претходно направена крвна слика, и со вас со нутриционист, бидејќи што или кое време да се зема D3, дали само кога е есен и зима или да се зема во текот на целата година? Во овој период од менопауза, како препорачувате вие? Пресудно е секоја пациентка пред било што да зема да се консултира или со докторот, или со нутриционист и фитотерапевт, бидејќи ние како фитотерапевти на база на наука ги разработуваме тие работи, кои суплементи со кои лекови одат и кога треба да се даде и како треба да се даде. Меѓутоа конкретно за витамин D3 многу е лесно лабораториски се испитува преку крв, да. Нивото на D3 се испитува така. Нивото на D3 и доколку ни е под оптималното ниво, а генерално на сите ние веќе во есенските денови почнува да ни е под оптималното ниво, затоа што не сме изложени на сончева светлина. Сите знаеме дека витамин D3 најдобро се абсорбира преку кожата и преку сончевата светлина, многу малце преку храна. Па така да најдобро е сите да го испитаат нивото во крвта и доколку имаме дефицит да се суплементира, меѓутоа не на своја рака. Да. И во комбинација со витамин К2. Да. Што е со исхраната? Еве како нутриционист да ве искористам овде. Кој тип на исхрана покрај протеини им препорачувате на жените во менопауза? Кажавте редовни оброци, значи не треба да се прескокнува до ручек, вечера, претпоставувам и ужинки, меѓутоа каква да биде таа избалансирана исхрана за да не се зголеми килажата? Претпоставувам потребно и вежбање. Меѓутоа некако во овие години се помалку имаме и време и желба, некако си викаме, па сега на 50 години до прв ќе одам во теретана, макар што никогаш не вели никогаш и за ништо не е доцна во животот. Меѓутоа, еве, кој тип на исхрана препорачувате? Знаете како е? Се што правиме на 30 години во нашиот лајфстайл се одразува на нашите 50 години. Да. Се што правиме на 50 се одразува на нашите 65-70 години. Сите сакаме да живееме долговечно, меѓутоа како ќе го живееме? Како ќе живееме долговечноста? Многу е битен квалитетот на животот. Значи, се што правиме сами за себе, правиме за подоцна за нашиот квалитет на живот. Многу е подобро кога жена од 70 години вежбала во незиниот живот, се хранела здраво и има многу помалце нус појави од самата возраст и слично
има квалитетен начин на живот, отколку исто жена ќе доживее 70 и 80 години, меѓутоа има реуматен артритис, не е подвижна, има виша килограми и слично. Значи, секој од нас треба да внимава на својот животен стил. Ние не сме роботи, ја стално го велам тоа, не можеме да живееме по план и програма од наутро до навечер, не можеме секој ден да се храниме под не знам каков режим и каков притисок. Меѓутоа во денешно време самиот интернет и самите медиуми прават доста големи притисоци на жените. Да. Доволно е да го најдеме, секој од нас да го најде својот баланс. Така. Доколку го најдеме балансот, се ќе се одвива во една прекрасна линија, нели, на долговечност, на уживање и слично. И се тука ќе спомнам фастингот, дека е многу актуелен во денешно време. Јас би им препорачала на сите жени воопшто да не се мачат, затоа што нашиот хормонален статус е многу поразличен од машкиот хормонален статус. И за да не дојдат до успорување на метаболизмот, апсолутно треба да внесуваат и 3, и 4, и 5 оброка во текот на денот, меѓутоа секогаш треба да се внимава на количината и на изборот на нутриенти на самиот оброк. Да не бидат тоа, не знам, тешки оброци, пити, не знам, тестенини, благо, тоа што не дебеле. Ето така. Добро. Убаво кажавте, значи избалансирана, повеќе овоше, предпоставам зеленчук, здрави напитоци, протеини. А што е со вегетаријанците, еве оние кои што не сакаат многу да конзумираат месо? Имаме протеини и во, нели, и во мешунките, да кажеме, или во јајцата, меѓутоа еве што е со тие луѓе кои што не јадат месо и риба многу? Вака, значи тоа е доста деликатна тема и тоа е лична определба. Така. Тоа е дефинитивно лична определба, меѓутоа светот денеска се повеќе и повеќе зборува за дефицитите што ги имаат луѓето кои што се вегани и вегетаријанци. Значи сите знаеме дека немаат правилен избор на витамин B12. B12 е премногу битен витамин за нашите нервни завршетоци и за опвивката на нервните завршетоци. Потука, доколку нели немаме доволно B12, може да почнат и невродегенеративни заболувања во пораните години. Самите легуминози, како грав, грашок, леќа, боранија, се извор на протеини. Меѓутоа, не доволно голем колку што имаме потреба од самите протеини. Како што спомнав на почетокот, секоја жена со текот на годините влага во саркопенија, се разградува мускулното ткиво. Значи, при самото разградување ние треба се поголем и поголем број на протеини да внесуваме во текот на денот. Препорачувате протеини, има како суплементи и протеини? Да, апсолутно. Така, ако не може да кажеме преку месо, може и преку суплементација. Вие сте специјализант по фитотерапија и суплементација. Ајде да објасниме малку суплементацијата, еве знаеме што е. Кажавте, а што е фитотерапијата? Која област е, што опфаќа? Фитотерапијата е дел од фармацијата, значи од фармакологијата, од фармацевската наука, каде што ги изучува и ги опфаќа биоактивните супстанци и состојки на секое растение. Значи, тие се состојки кои што се истражувани како делуваат врз нашиот организам. Во мали концентрации се прават како екстракти, како масла, како тинктури и синергично може да делуваат со повеќе билки и се користат за одредена здравствена состојба и како фитотерапија. Секогаш се прва линија во Европа, се прва линија на лекување, конкретно во Германија. Кога имаме некое заболување кое што не го преминало нивото за да треба медикаменти да се користат, секогаш влечаме извор од природата, од фитонутриентите. Секогаш е тоа прва линија на лекување. Така. Јулијана, се извинувам, Љубица, многу ми е многу убава тема. Ке имаме повторно можност да бидете наша гостинка, ама имаме уште некои 2-3 минутки до крајот на разговорот. Би сакала повторно да се навратам на настанот. Значи, уште еден повик еве за настанот кој што се случува во недела во Хотел Гарденија во Велес. Кои се придобивките од жените кои што ќе бидат таму учеснички? Зошто би дошле еве да го посетиле настанот? Придобивките се, како што споменав, значи прво е мал настан со малку жени, со мал број на жени, ќе биде интимна атмосфера, на секоја жена ќе се посвети внимание. Се што не може дома да каже или со пријателка да сподели, или што има стеги, проблеми и слично, ќе го споделиме тука, ќе дадеме практични решенија за истото, ќе дадеме конкретни совети како да се надминат некои фази. Понатаму ќе ужива во женско друштво со здрави оброци, со здрави пијалоци
месеци ќе има време за себе во спа центар, да се тргне од секојдневните обврски, да се тргне од домашниот живот и нели се она што следи со една жена и секако премногу благосостојба за самата жена. Така. Уште еднаш да потсетиме, има уште 3 слободни места, Да. може да се јават кај вас на вашиот Инстаграм профил. Кажете го уште еднаш како е. Нутриционист Трифунова га е, Ете, ќе го така. најдат профилот, таму ги има и нашите телефонски броеви, го има и линкот за пријавување на настано, така да ние со задоволство ќе ги пречекаме сите жени, доколку има и над нели бројката, секако сме расположени и размислуваме и за втор настан. Ете така, секако. Секогаш има интерес кога е жената и женското здравје во прашање. Ви благодарам, Љубица, многу за вашето гостување овде, тоа што одвоивте време за нас и нашите гледачи. Ви посакувам успешен настан во недела и како што кажав, интересна тема секогаш менопауза и вашата професија за здрава храна како нутриционист. Ви посакувам убав викенд и се гледаме во некоја следна прилика. Ви благодарам, Ирена.